Слава на нашиот Господ Исус Христос. Денешното Свето Евангелие ни зборува за стотникот кој, иако незнабожец, пристапи со голема вера и понизност кај Исус и не побара чудо за себе, туку за својот слуга. Не се фалеше со својот авторитет, туку со вера ја изнесе својата мака. Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. А можел да испрати некој лекар и да побара помош од други римски службеници, но доаѓа кај Исус, кој е лекар на телото и душата. Во оваа молитва се гледа неговата човечност и љубов, не е равнодушен на страдањата на неговиот слуга. Но што би му кажале денес ние на Господ, кој преку ова слово доаѓа во нашиот Капернаум, кој може да е нашиот град или село или уште повеќе нашите срца? Кои би биле првите наши зборови на таа средба? Зашто би го замолиле? Што би посакале од него? Најверојатно нешто лично за нас. А стотникот не поучува да молиме за својот ближен, зашто таквата молитва дефинитивно го разнежува срцето Господово. Затоа Господ ќе каже, ќе дојдам и ќе го излекувам. Нашата молитва не смее да биде само за нас и нашите потреби. Не смееме да бидеме равнодушни за страдањата на ближните, за фатеноста во нивната вера. Мораме да реагираме. Да погледнеме околу нас. Кој е тој наш ближен кој е фатен во верата? Кој поради тоа страда и кој е тој за кого би го замолиле Исус да му помогне? Верата на стотникот е толку голема што ќе каже: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Токму на овие зборови Исус се востити ќе каже дека во Израел ваква вера не најде. Многумина денес се чувствуваат недостојни да дојдат на света литургија, да се молат или да примат света причест. Но тоа е лага што ја шири ѓаволот, катехеза на ѓаволот. Христос не бара совршени луѓе, туку искрени срца. Да се биде достоен значи да имаме вера во Божјето простување. И денес Исус сака да влезе во твојот живот и во животите на твоите ближни, не барајќи ја нашата совршеност, туку отвореност. Кажи само збор и ќе оздрави. Ова нека биде нашата секојдневна молитва преку која Христос ќе ги лекува и допира нашите рани и животи, и животите и раните на ближните, дури кога не е видливо присутен. Пронајди некој твој ближен, за кого ќе го замолиш Господ да ги каже истите оние зборови кои ги кажа на стотникот. Оди си како што си поверувал, нека ти биде. И нашиот ближен во истиот час да оздрави.